Од неодамна сум избран за председател на собранието на Сдруженијето на пензионери Тетово и во рамките на надлежностите, а тоа регулирано со статутот на Сдруженијето, собранието има задача за пратење на активностите и реализација на програмата донесена на извршниот одбор на Сдруженијето на пензионери. Ние секогаш се залагаме за што подоследно спроведување на тие одлуки кои што се донесуваат на извршниот одбор и се разбира во интерес на пензионерите на Сдруженијето на пензионери Тетово. Сдруженијето на пензионери Тетово брои околу 14.000 члена и во рамките на тој број сигурно се залагаме што поголем број да активираме во она што значи нивно рекреирање, нивно ангажирање во разни активности, а се разбира и во заштита на здравствената состојба на пензионерите. Доделуваме социјална помош, еднократна помош за социјално загрозени пензионери и се грижиме за истите да ги распоредиме тамо каде што навистина се потребни. Активностите на Сдруженијето пензионери Тетово, како и секоја година, така и ова се утврдени со програма на Сдруженијето за работа, на Сдруженијето во целина и како помошни тела 4 комисии: Комисија за статутарни и организациони прашања, Комисија за здравство, Комисија за спорт и спортски активности, Комисија за културно забавен живот, имаат своји посебни програми како предлог од комисиите и доаѓаат на усвојење на извршниот одбор. Програмските определби се и зацртани во статутот на Сдруженијето и во главно, значи, програмата мора да е прискладена и со статутот на Сдруженијето. Како што ви напоменав, значи, таа има една програма во Сдруженијето во целина и истите са по области распоредени. Меѓутоа, последниве 2 години од познатите причини со пандемијата, дел од тие програми не бевме во можност да ги реализираме од причини што имаше ограничување за дружење, за масовни собирања, сите наши активности се грото поврзани со тоа. Меѓутоа, како среќна околност произлезе што средствата што се појави како вишок на нереализирани активности ги усредседивме за опремување на дел од просторите, пренамена и адаптација, како што беше просторијата за амбуланта за пензионерите, просторија за состаноци на приземјето, пошто се работи за постари луѓе и не е прикладно на спрат да се качуваат каде што имавме просторија, ги искористиме за тоа. Исто така и пандемијата беше причина и на клубот на пензионери да му обезбедиме надсречни цена на отворено да имаат простор каде да се занимаваат и да спортуваат пензионерите. Ако биде се во ред со пандемијата, значи во мај месец почињаме со припреми за регионална и републичка ревија на песни, музика и игри. Секогаш сме учествувале и на двете манифестации, така и оваа година. После негде во почеток на средина на мај ќе почнеме со припреми за спортските надпревари и ако даде Господ пандемијата да ги прошетаме малку пензионерите во државата и надвор. Тоа е, мислам, за првиот дел од годината, после ќе видиме.